По многобројните реакции и извршениот притисок паднаа првите оставки во Државната изборна комисија. Претседателот на комисијата Александар Чичаковски изјави дека поднел барање за престанок на функцијата претседател на комисијата. Оставката, рече Чичаковски, е негов личен чин. Чичаковски оставката ја поднесе откако во јавноста беше обелоденето дека членовите на ДИК зеле високи надоместоци за последните неколку изборни циклуси и интернет петицијата за оставка на членовите на комисијата. Чичаковски е прв човек на ДИК од редот на експертите од 2015 година по постигнувањето на Пржинскиот договор. Покрај претседателот на комисијата, оставки поднесува и членовите предложени од СДСМ Игор Милев и Виолета Дума, кои до собранието поднеле барање за престанок на функцијата, а претходно ги вратиле парите во буџетот. Игор Милев појасни дека парите ги вратиле откако службите на ДИК извршиле консултации со Министерството за финансии, откаде што им било појаснето дека може да ги вратат надоместоците, како што беше објавено и претходно. Според одлуката на ДИК, која е објавена на веб страната, а донесена на затворена седница на 16 ноември, членовите на ДИК се изгласале бонуси во висина од 4 и 2 дополнителни плати. 4 дополнителни нето исплатени плати добиле претседателот на ДИК Александар Чичаковски, заменик претседателот Реџеп Прекопуца, како и членовите на комисијата Атана Сурумов, Виолета Дума, Игор Милев, Сапхи Јакупи, Сашо Срцев и Силвана Бонева. Членовите на ДИК Бедредин Ибраими и Асани Салија добиле дополнителни 2 нето исплатени плати во последниот месец. Вработените во ДИК и минатата година си поделиле слични бонуси. 3 плати земале за закажаните, а не одржани избори во април 2016-та, 5 бонуси за предвремените парламентарни избори и 4 плати бонус за локалните избори. Мандатот на овој состав на комисијата истекува во 2020 година, а за сега нема потврдени информации дека други членови на комисијата поднеле оставки, иако некои од нив потврдуваат дека веќе им се напишани.